Идеален месец за сите оние љубители на градинарството, со оглед на тоа дека станува збор за период кога навистина е идеално да садиме цвеќиња, но исто така и да се грижиме за нив. Во ова вклучување на лице место ќе објасниме нешто повеќе околу правилната грижа за нив, но кои се најпогодни цвеќиња за садење во овој период. Се разбира дека локацијата ни е токму најпогодна за овој разговор, заедно со мојот денешен гостин Игор Кузмановски. Да му посакаме добро утро. Добро утро и до гледачите на ТВ Телма. Навистина ми е драго што имаме можност да го направиме овој разговор утринава. Уште веднаш ќе прашам кои цвеќиња, кои видови на цвеќиња се најпогодни за садење во овој период? Најпогодни се обично и најмалку нега бараат сарделите. Да, пеларгониум. Тие може и да ги заборавиме за вода и да им ставиме повеќе вода, ќе издржат. Додека петунијата, например, и другите цвеќиња се малку понежни и поосетливи за негување. Исто сарделата помалку ја напаѓаат штетници и болести, па така да и во последно време луѓето се повеќе садат сардели. Дали сардела е единствениот избор кога станува збор за лесна грижа? Па сарделата, да, најмалку грижа бара од сите цвеќиња, инаку петунијата, например, бара така повеќе нега, исто така бегонијата не бара некоја голема грижа. Треба цвеќињата кога ги пресадуваме, најчеста грешка и што ја прават луѓето е самиот избор на тресет. Тресетот мора да биде нов, да се прихранува цвеќето, да не се презалева со вода. Тоа се најчестите грешки кои што ги прават. Грешки, да. Дали може Тресет не треба да се користи. Дали може би луѓето прават грешки кога станува збор за садење на некој вид на цвеќе, но не во простор кој е прилагоден за истото, односно не му одговара на самото цвеќе? Па така, да. Обично, например, овие сезонски цвеќиња се исклучило за надвор, не може да опстојат во внатрешни простории. Некои видови сакаат повеќе сонце, некои помалку, некои се така за сенка, но најчесто бараат сонце. Ево од овие кои што ги напоменавте, сарделата и уште едно не се сеќавам нимата. Петунијата? Петунијата, да. Каков простор пак тие бараат за правилна нега и грижа? Петунијата бара многу сонце, да. Сарделата може да издржи и на помалку сонце. Освен тие, сега има и винки, импати, газани, карамфили. За какви цвеќиња вие пак се грижите тука? Навистина можеме да видиме разновидни и убави цвеќиња овде. Има од прилика околу 30 видови на цвеќиња, ние кои ги одгледуваме. Па веќе тие што ги набројав и има вербена, значи маргаритки, бегони. Има најразлични цвеќиња. Дали може би и тие се лесни за одржување, што препорачувате? Па да. Да, само сакаат исто прихрана. Изборот на прихрана исто така е многу важен. Најчеста комбинација која употребуваме ние е 16-8-24 или 16-8-32, тоа е кристално ѓубре. Исто така тука прават грешка, луѓето користат прихрана 3-20, што не е добра за цвеќето. Исто така, сакам да напоменаме нешто за штетниците кои што ги напоменавте претходно во разговорот. Како да ги заштитиме нашите цвеќиња, нашите растенија од такви штетници? Дали може би препорачувате одреден производ? Па може, на пример, со штетници најболо е да се заштитува растението навечер кога нема сонце или рано сабајле, значи не смее да се прска во сонце. Што е тоа така? Па може да дојде до проблеми со листот, може да изгори листот и може да угине растението. Обично во земјоделските аптеки има препарати кои се добри заштитници и најчесто е на 10 дена да се прскаат растенијата. Не повеќе. Па не повеќе, да. Сакам да напоменеме нешто и околу зачините. Дали може би и ово идеален период за нив, месец мај? Па може, да. Сега исто така се садат зачини, босилек, рузмарин, лаванди. Што препорачувате за нивно одржување? Тие не бараат исто така посебна нега. Значи лесно е за одржување и секој може да го направи. Например, босилекот не сака да се премногу залева со вода.
Некои други специфични работи кои што ги бара истото во Силјако? Нема, може да се дохранува со прихрана и тоа е да е здрава и нова земјата и Тоа би било сонце. Да, тоа би било идеална средина за самото растение. Верувам дека напоменавме интересни совети. Пред самиот крај ќе прашам за сите оние кои што се љубители на градините и сакаат просторот околу нив да биде убав со навистина богато зеленило. Што препорачувате? Која е вашата порака до нив? Порака му е најмногу цвеќето сака љубов. Најмногу љубов и внимание и така ќе има цвеќето ќе возврати со убави цветови. Ќе биде една навистина убава гледка и уникатна, се разбира. Да. Ви благодарам многу за одвоеното време и ми беше драго што имавме можност за една ваква вклучување. Се надевам дека уживавте во овој разговор. Најмногу се разбира љубителите на градините, на градинските средини и се разбира на сите оние кои што сакаат да си го направат просторот убав со навистина убави и разновидни цвеќиња. Се надеваме дека навистина ви помогнавме со ова вклучување, на некој начин сите овие совети беа добродојдени за тоа како да се грижите за самите цвеќиња.